Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Добро вечер, почитувани слушатели, и на вистина сакам да ви посакам поточно благослов Божи, една убава и благословена вечер, така да ова вечер на вистина ќе имаме можност, се разбира, да го слушаме гласот на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Кога зборуваме за гласот Божи, сепак мораме да знаеме дека сепак Библијата пишува дека тоа е богоугодно пред очите и пред лицето на нашиот Господ и Спасител. Тој сака да го слушаме неговиот глас. Тој сака да ја почитуваме Библијата. Тој всушност сака да го почитуваме неговиот, се разбира, збор Божи, за да можеме да бидеме живи. Тоа често пати, читајќи го Стариот Завет, ќе видиме како Бог предупредува Божиот народ. Дека ако Божиот народ сака да биде жив, сака да биде благословен, треба да го почитува законот Божи, наредбите Божи и се разбира неговиот збор Божи. Иако Бог во Стариот Завет се појавувал, зборувал преку пророците, сепак тој и волјата негова била на народот Божи, кој бил изнесен од Египет, да го почитува, се разбира, Господ Бог, кој го твори небото и земјата. Почитувани слушатели, како што реков, ова вечер е навистина една посебна вечер, една благопријатна вечер, каде можеме заедно да се поучуваме, се разбира, од неговиот Божи збор, кој е свет или светлина на овој свет. Кога ќе го читаме Евангелието, особено на Јован, ние можеме да откриеме за Словото. Ние можеме да откриеме и да видиме дека самиот Господ Бог е Словото. Многу често пати дискутираме со луѓе, или сте дискутирале досега со луѓе, луѓето го почитуваат Бога, но сепак не го почитуваат неговиот збор Божи. Луѓето веруваат дека постои Бог, дека постои некоја севишна сила, но сепак сметаат дека Библијата е напишана од човечки раце и дека нема никаква, ама апсолутно никаква потреба да биде почитувана. Иако самото Свето Писмо зборува дека тоа е инспирирано преку Духот Свети и дека Бог е автор на самата книга, сепак луѓето остануваат пасивни. Но постои таква група на луѓе кои што и воопшто не се ни заинтересирани. Можеби веруваат во некоја севишна сила, во некоја позитивна сила, меѓутоа имаат Библии во нивните библиотеки, но не ги читаат и не гледаат воопшто, ниту повнимаваат се што е запишено во Светото Писмо, наречено, се разбира, Библија. Почитувани слушатели, може да имате повеќе од една Библија во вашите библиотеки, но сепак да фаќаат прашина или да фаќаат место во вашите библиотеки или во вашите куќи. Потребно е да се чита Словото Господово, за да може да се открие волјата Божја, што сака Господ од нас, што тој ни препорачува. Почитувани слушатели, како што кажав, зборуваме за Библијата, зборуваме дали Библијата е се уште актуелна. Сепак ова е некаде 34-та емисија која е посветена на оваа тема. Дали Библијата е се уште актуелна? И се разбира, ако даде Господ, ќе продолжиме и понатаму да зборуваме за Библијата, па без разлика за која е тема ќе треба да зборуваме наредните емисии, наредната година. Сепак, Библијата мора да биде нашата подлога, затоа што таа е темел на нашата вера. Зошто? Затоа што таа е жив збор. Бог се објавува преку самото Свето Писмо. И затоа таа е најактуелната книга. Иако можеби е најстарата книга, но сепак е најактуелната книга. Зборуваме, како што реков,
за Библијата, зборуваме за Светото Писмо. И видовме многу работи кои што ни зборува Библијата. Видовме дека во Библијата е напишена волјата Божја за нас. Всушност, во Библијата ние можеме да откриеме волјата Божја која е дадена за секого еден од нас. Според кои принципи и стандарди треба да живееме и да исполнуваме, се разбира, неговата волја. Видовме за љубовта Божја, видовме за спасението, видовме многу работи дека преку Светото Писмо, преку Библијата, Бог се открива. Интересната работа е како може да се зирни зад завесата, всушност да се види Бог, да се види карактерот, особините на Господа. Библијата е единствената книга која може да не однесе точно за таа завеса и да можеме заедно да видиме што навистина Бог сака од нас. И не само што Бог сака од нас, туку всушност да го откриеме Бог, каков е Бог, кој е Бог и што тој сака, се разбира, од нас. Потоа, Библијата е напишана за да не сочува. Можеби интересно прашање, поставено прашање, Библијата е напишана со цел. Почитувани слушатели, се разбира, зошто е напишано писмото, има своја цел. Бог имал своја цел зошто треба да биде напишано Светото Писмо. Како што реков, Библијата е напишана за да ни го сочува нашиот живот. Како може Библијата да го сочува нашиот живот? Ако веруваме дека Бог може да го сочува нашиот живот, тогаш мора да веруваме дека и преку неговиот збор Бог сака да го сочува твојот и мојот живот. Еве ќе отвориме во книгата Создавање или книгата Берешит, која значи во превод во почетокот, 2 глава, ќе ги читаме 16 и 17. И еве што ни вели словото на нашиот Господ и Спасител. И му заповеда Господ Бог на човекот, велејќи, од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен тонаа дрво за запознавање на добро и на зло, од него не јади. Зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него и ќе, се разбира, умреш. Не само што Бог те предупредува преку неговото слово, туку тој сака да го заштити, се разбира, твојот и мојот живот. Видовме дека Бог сака да го заштити Адам. Сака да го заштити неговиот живот. И тој сака да живее вечно и вечно да управува во Едемската градина, која била рај. Бог ја творил, ја создал, за да може човекот буквално да ужива во Едемската градина, да ужива во рајот. Но, сепак видовме дека Бог го предупредил човекот со цел да го заштити неговиот живот. Во Псалам 20, првиот стих вика: нека те слушне Господ во тежок ден, да те заштити името на Бог Јаковов. Гледате како псалмистот Давид зборува: нека те слушне Господ во тежок ден и нека те заштити името на Јакововиот Бог. Повторно гледаме дека Бог има можност, има капацитет, тој има сила, надприродна сила, тој е семојќен за да може да го заштити и зачува твојот и мојот живот. Библијата зборува дека кога нашиот живот е во Божи раци, тогаш е најсигурно. Видовме и можеме денеска да видиме дека животот никогаш не е сигурен кога е во нечии раци. Па дури во сопствените раци кога е нашиот живот, тој не е сигурен. Но кога е во Божи раци, нашиот живот, се разбира, е сигурен. Зошто? Затоа што Бог сака да те заштити.
Почитувани слушатели, дали досега си имате запрашано дали вашиот живот е во Божи раце? А Бог сака да ве заштити. Можеби ќе се постави прашањето, можеби од ваша страна ќе прашате како може нашиот живот да биде во Божи раце. Сечи живот може да биде во Божи раце. Бог сака сите луѓе да се спасат. И тоа е еден доволен доказ дека Бог сака да го заштити нашиот живот. Ќе ви дадам еден класичен пример кој го наоѓаме во Новиот Завет. И така ќе завршиме вечерашната емисијата Гласот на вистината. Кога Исус отплови со своите ученици, настана бура во морето. Сепак Библијата пишува дека Исус заспа, а неговите ученици почна едноставно да се плашат, дека нивниот живот ќе заврши, дека тие ќе умраат. И сепак почна учениците да викаат кон Исус дека загинуваат, дека на нив навалија брановите, ветрот навали на нив. Исус станува, ги стивнува и морето, и брановите, и ветриштата. И им дава вознаење дека тој е со нив и дека кога Бог е со нив, тие се сигурни и дека нивниот живот е заштитен. Кога ќе го поканиме Исус да дојде во нашето срце, тогаш нашиот живот е заштитен. Почитувани слушатели, многу е важно да одлучиме оваа вечер да го предадеме нашиот живот во Божи раце. Многу често пати се случува да се чувствуваме несигурни, незаштитени. Затоа е многу важно да го предадеме нашиот живот во Божи раце и Господ ќе не заштити сите нас. Бог нема намера некого да го отфрли, тој сака секого еден од нас да го заштити. Како Татко Небесен, како всушност наш Татко Небесен, а ние како негови синови и ќерки. Почитувани слушатели, немате многу време. Ова вечер размислете во чии раце е вашиот живот. Дали сте сигурни? Всушност, дали сте безбедни? Денеска имаме доволно докази дека светот не е безбедно место каде што ние живееме. Светот не дава никаква гаранција и никаква сигурност за безбедност. Само кога сме во Божи раце, тогаш ние сме безбедни и тогаш ние сме, се разбира, сигурни. И затоа псалмистот Давид вели: нека те слушне Господ во тежок ден и тој нека те заштити. Името на Јакововиот Бог, а тоа е Јахве. Почитувани слушатели, бидете ова вечер благословени, имајте една убава и благословена вечер. Имајте добар сон, но сепак размислувајте за она што ова вечер се говореше преку емисијата, се разбира, Гласот на вистината. Господ со вас, пријатна вечер, благословена вечер и се разбира, се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно.